Да, овој месец е се во знакот на новогодишните празници, меѓутоа и зимскиот распуст на нашите најмили, а тоа се дечињата. Наши гости ќе ги представам искра, а вие ќе си продолжите со разговорот. Марина Христова, председател на ХЕСЕТ и оделенски наставник. Добро утро и добре ни дојде. Моника Ристовска, логопед. Инаку ке зборуваме, како што малку само јас најавив, зимска идила, едукативен, креативен зимски распуст и за нашиве деца искра. Ајде да слушнеме за што се работи. Да, добро утро до нашите гостинки и двете, иако едната е оделенски наставник, другата логопед, двете соработувате, сте дел од ХЕСЕТ. За самиот почеток, прво што е ХЕСЕТ? Едукативен центар, но на кој принцип функционира? Вака, прво ХЕСЕТ, да кажем дека значи на хебрејски љубов, Божија се опфат на љубов кон целиот народ, а најмногу кон децата, нели? ХЕСЕТ постои од 2016 година пред се како невладина организација, а пред 3 години го отворивме како едукативен центар за сите луѓе, нели, што сакаат да работиме ние како наставници со нивните деца по нашите нови техники, принципи и модели на работа во неформалното образование врз основа на формалното. Сега, преку година функционираме за време на школската година како дневен престој, имаме приватни часови, логопедски услуги, дефектолошки услуги, часови по математика, физика, дневен престој после училиште во една убава амбиентална атмосфера, дечињата после училиште или пред училиште да дојдат да учат со нас на еден поинаков начин. За време на летото имаме летен распуст, а она кое што нели сакам на вистина да го најавам и да го представам пред целата публика, главниот повод, да, е зимската идила. Зимската идила и како се роди зимската идила, сега ќе кажам. Да, ќе зборуваме за тоа, ако може нешто подоцна, малку да ја вклучиме и Моника, таа всушност во ХЕСЕТ влезе преку тебе, така. Како искуство е ова за еден логопед? Па, благодарение на Марина што препозна љубовта кон децата што ја имам, ова ми е еден нов хоризонт на кој што се препуштам, бидејќи до сега работев со деца со попреченост, сега работам и со дечиња од социјален ризик. И е ново искуство за мене и навистина е преубаво, затоа што работа со деца е нешто што колку и да си тажен, колку и да имаш проблеми, кога ќе влезеш во просторија како што е ХЕСЕТ, кога ќе те дочекаат сите насмејани, се забораваш. Ова што го спомена за децата социјален ризик, тоа е претпоставувам оној посебен проект што го имате покрај низата активности што ги набрати Марина, тоа е работа со деца од домот без родители 11 октомври. Точно. Како дојде до оваа соработка? Затоа што извини, колку и да сме родителите зафатени или старателите, сепак колку толку има со децата дома некој да подработи. Со овие деца нема, претпоставувам, кој да работи, кога не би постоеле вие. Така. Значи, како оделенски наставник, 2012 година, кога почнав, кога влегов воопшто во државно образование, живеев во Америка, кога се вратив тука, доживеав шок, значи што нашето образование има, нели, и почнаа да ми или нема, да, и почнаа да ми се раѓаат идеи како да направам некоја реформа, да му помогнам на наставникот пред се да се изрази себе си и она вистинското да влезе во јадрото на самото наставник битисување. Меѓутоа најдов на многу работа, тон работа. И реков, добро, ајде, да почнам од некаде, ќе почнам со децата во социјален ризик, децата од домот 11 октомври. Многу случајно работев во тогаш тие години во куќа Рацин, каде што учеа тие деца и едноставно доживеав во себе нешто дека имам на вистина што да им кажам на овие деца. Тоа беше првиот повик. Потоа, кога продолжив да истражувам како можам да им помогнам, согледав дека тие имаат социјални работници, тогаш уште беа во институција, тоа беше пред процесот на деинституционализацијата. Согледав дека имаат тогаш горе-доле некакви услови 2016 година, ама немаат приватни наставници по математика, по англиски, по македонски, математика, никој да им помогне како личен ментор, еден на еден, да работи, да им се посвети, да ги препознае нивните таленти, да ги насочи во животот кон професијата од нивните соништа, да бидат и тие реализирани личности еден ден во ова општество и на вистина општествено одговорни граѓани станат, нели?
А токму тоа вие вам и поентата, велите дека секој дете треба да блесне во својот вистински сјај, што значи во секој дете има потенцијал, само треба некој да го препознае, да го развие. Точно Да го пробуди. Да, и да ја препознае вратата негова, значи преку која врата се влегува. Се некој дете ако е талентирано за уметност, зошто да му зборуваме за политика или за здравство? Тоа само уметноста ја гледа. Таму се доживува себе си. Тоа е многу значајно, многу важно да се препознае талентот и преку вратата на талентот да се работи во сите предмети во неговиот живот и во сите сфери во неговиот живот. И така, го создадовме ментор тутор, добивме решение од Министерство за труд и социјална политика и од 2017 ден денеска секоја година го продолжуваме меморандумот за соработка. Особено акцент ставате на самодовербата. Кај децата, што е така еден од поголемите проблеми на таа возраст, тинејџерска, да речеме. Колку како логопед, колку преку говорот се влие токму на тој момент? Самодоверба, да може да си се изрази детето како што треба? Знаете, ние кога ќе влеземе во нивните домови сме како супер херои, нас не гледат како едни идоли, да не речам, бидејќи обично тие деца имаат ниска самодоверба, затоа што ги носиме етикетите, нели, Македонија најчесто знае да стави етикета домско дете, кога се случуваат проблеми, најчесто нив да ги укриваат и обично се случува кај децата да се јави ниска самодоверба, бидејќи општеството веќе ги етикетира и некако и колку и да сакаат да се истакнат, се потиснуваат затоа што секогаш сме ние криви. Така се изразуваат они. И обично преку говорот, кога внимаваме како се изразуваме, како читаме, како постапуваме, кај нив се јавува таа самодоверба. Јас секогаш работам на тој принцип, ајде да зборуваме како да сме на телевизија. Ајде да читаме како да сме на телевизија, да. И они во тој момент застануваат и се чувствуваат како звезди. Добра, наставничке, добра, вака, викам, одлично, супер. Може да зборувам како тебе, ќе зборуваш како мене. И така да... Слушајмо, нека има некои што така зборуваат на телевизија, што не знам дали е добар пример тоа. Не, ако. Да, убаво вака што на забавен начин го правите поинаку од тоа што се прави во школските клупи, иако и таму би можело и би требало. Така да биде. Така што главната цел на ово гостување е да не бавим зимската дила, но сакам да те потпрашам со оглед на тоа што имате искуство, значи, и во нашиот образовен систем, покрај овој едукативен центар, со оглед на тоа што имаш видено како функционира школството и во други земји. Што е она што најмногу му недостасува на нашиот образовен систем? Затоа што кога би било се во ред, вие не би имало потреба да постои език, така? Да, точно. Вака, значи, пред се би направила реформи во самата конструкција на програмата. Сега, новата концепција ми се допаѓа. Јас сум оделенски наставник, нели, во државно училиште, во Владо Тасевски сум вработена. Но, сепак согледувам низа на пропусти кои што прават, да. Значи прават низа на пропусти кои што прават многу голем хаос во главата на еден наставник за да може да застане и да рече почнувам од точка А за да стигнам до точка 20 и за да бидам комплетен во она што го креирам. И затоа најчесто нели се вели леле наставник, што ти е наставник, клати врата, зимај плата, ама не е така. Не е така. Значи има од капацитет до капацитет на наставник. Кој наставник може да ја разбере таа нова концепција? Како ќе ја разбере? Како ќе ја доживее? Кои се тие работи што треба да ги направи? Сега. Значи пред се сега во новата концепција направија дневни подготовки кои што веќе се изработени, изготвени, така. Меѓутоа не секој наставник знае да се снајде во тие дневни подготовки и зошто да работиме така сувопарно. Да, значи треба да се синхронизира самата програма со учебниците, ама и со ова ново дојдено време и сите потреби децата што ги имаат да бидат задоволени. Кога наставникот ќе ги има тие материјали во своите раце, тој ќе биде, затоа што ние како наставници сме јавни личности, нели не гледаат секој ден по 25 очиња, позади нив уште од мама и од тато уште 50 пара очиња, па кај се баба и дедо, и тетки и стринки, така, и ние секој ден треба да изгледаме, да и ние да светиме пред нив, да даде
дадеме еден прекрасен Иако наставникот пример. не знае што работи во моментот, Да. тогаш се паѓа... Точно. Значи, пред се, битно е, за да овие материјали, што ги кажа, во однос на организацијата на она што се работи, што ни е дадено како програма. Да, ние имаме цели, ние треба да создадеме програма и се е тоа во ред. И тоа е супер, и имаме слобода. Меѓутоа, не секој може. Значи, за да еден наставник биде целосен со оваа концепција, треба навистина да биде и уметник, и креатор, и вистински педагошко-психолошки подкован како што треба, и да пее, и да глуми, и да игра, и да танцува. Значи, буквално да ги има сите тие во себе квалитети, да може пред се да ги препознае кај децата, па да ги открие кај нив, да им ги представи и на еден таков начин да продолжат децата да се чекорат кон таа насока. Значи, имаме многу работа и сега се во ова глобално што го кажав, секој во својата математика наставникот, македонски наставникот, јас сум моделенски наставник по сите предмети, англиски наставникот, историја, физика или природни науки, секој да стане ама вистински експерт, ослободен од оние стеги што ни ги дава општеството. Прави ова, овие администраторски, нели, сите оние документи што ние треба да ги создадеме, а каде е артикулацијата на часот, енергијата што треба да исцедиме врз децата. Она љубов што ние како наставници имаме суштествено да им ја дадеме. Ето ваков пример на модел, на обучувач треба да има државата за да може ова да го пренеси, да го разбуди во целиот наставен кадар. Тоа е моето мислење. Ни доаѓа крајот на ова полугодие, кое што завршува како што завршува, добро, да не знаеме со гледачи, секојдневно коментираме дека се уште ни учебници нема, но како да е, доаѓа и зимскиот распуст, што знае да представува и главоболка и за родителите, затоа што како умно, рационално, забавно, полезно да се искористи сето она слободно време. 20 на дена му доаѓа. Слободанка, Слободанка има 12 годишен син. Што планирате вие за зимскиот распуст? Па се уште размислуваме и не сме донеле конечен заклучок што и како, меѓутоа ладно е времето за она што ние го сакаме, возење велосипед, меѓутоа ќе видиме на некаков друг начин малку да ја изфрлиме енергијата која што ја поседуваме и од школото, од училиштето, како да одмориме и прашуваме уште колку денови до распуст. Да, и тоа е она дилема, дали одморот треба да биде вистински одмор, затоа што ако буквално 20 дена е само одмор, не работење никакво, уште потешко ми после да се вратат повторно во училишната клупа. Баш као на размислување дека греота се децата, да не се мачат, а мозокот не е сапун па да се потроши. Затоа еве да слушнеме програмата, како ја замислувате зимската идила? Вака. Значи, летото имаме време доста и да повториме нешто, нели да поднаучиме, затоа и сме не само рекреативен центар за време на распустите, туку и сме едукативен. Но зимскиот распуст е навистина краток и на толку многу работа и сите едва и чекаме да дојде тој зимски распуст. Сакаме на децата да им представиме, односно да им организираме една вистинска бајка и затоа се вика зимска идила. Пред се да се ослободени од учење, да немаме математика, да немаме проблеми, тоа е број 1, така. Ама и да немаме телефони, таблети, компјутери пред нас, туку да си играме и да се дружиме. Сега тоа ни е пред се целта, ама и мозочево треба да работи, нели? Да не го закрчиме сега 20 дена, па после едва да се вратиме во колосек. Затоа и зимскиот распуст е одлично време за детето да си го помине со книга во рака. Значи зимската идила почнува од 8 јануари, затоа што нели сите пред имаме зимска идила дома. Сите сакаме да бидеме конечно од толку трчканици во денот дома. Со тие што ни се најважни, мама, тато, баба, дедо за време на празниците. И сега на 8 си доаѓаат дечињата кај нас во 7 часот наутро, седат до 17. Секој ден ние имаме различна активност. Секој работен ден. Секој работен ден, да. Имаме различна активност.
Пред се си почнуваат со книга во рака, чајче, колачиња во една амбиентална атмосфера, секој со себе да си потоне во книгата и во приказната. Што им прети на телефоните на брата? Тоа ме А, интересира. не примаме телефони. Не примате? Не ни доаѓаат со Не доаѓаат со телефони, си знаат. Има што- дечиња кои сакаат да доаѓаат без телефони да читаат Сите книги. сакаат без телефони Браво. да доаѓаат, затоа што кај нас, како што кажа Моника, сите кога ќе дојдат веќе се насмејани, веќе едва чекаат да зборуваат едни помеѓу себе, едни помеѓу други, да се дружат и да прават тоа што сме спремиле за нив. Значи после читањето имаме и читање на приказни, значи многу е Тука значено. предпоставам и логопедот Ни се вклучува, особено да. кога е читањето во прашање. Да, значи читање со разбирање, изразно читање, нели тоа ни е многу значајно за понатаму кога ќе ги учиме лекциите, нели да ги учиме со голема леснотија, со разбирање, кога уште од најрана возраст ќе научиме да читаме со разбирање. Потоа имаме нели доручек, со хармонија се храниме, здравата храна ни е многу значајна за децата. Во овие 2 недели ќе одиме 3 пати, оваа година вклучивме и планина, на 3 планини во нашава држава има навистина што да се види и децава да се истрчаат и да се искачуваат. И да викаат гласно. И да викаат гласно и да се дружат. Имаме креативни работилници доста. Какви? Тоа ме интересираше. Креативни работилници пред се изработки, второ, учиме многу песнички и трето, многу зборуваме за кој сум јас. Значи, онаа внатрешна трансформација на секое битие ни е многу значајно секој дете да се препознае кои се вистинските човекови вредности. Изборуваме за нив и сакам да видам во секое дете што се крие, што секое дете носи во себе, нели? И секој ден е нова приказна, нова авантура. И оваа година исто така еден голем новитет, гледање филмови, тоа ни е нели секако со пуканки, внимателно така? одбрани, детски, интересни. Ама и нели Актерска игра за тоа. Тоа сакам ни да го кажам. најавуваш, Тоа да. сакам да ти кажам. Па драмска пауза прво правиш Со нам многу сега, познат лик и на гледачите ни многу позната, да. Значи како е од оваа страна? Ајде да видиме сега од таа страна, ај како и од оваа страна. Значи ја поканивме дел од зимската идила да биде и Марија Новак, која веќе 3 месеци во Хесат организира часови по актерска игра и супер ни одат и многу интересно бидејќи Марија Новак е еден навистина Таков лик како што квалитетен кажуваше актер. за наставник, таков лик е всушност и Марија. Да, значи тотално in the box, али неверојатно царство таа има out of the box за децата и воопшто на оваа тема актерска игра уште од најрана возраст. Така да и тоа ќе го имаме за време на зимската игра. Само што ова за самиот крај рековме дека започнува од 8, она што е важно пријавувањето до кога е и за која возраст. Работиме со дечиња од 5 до 12 годишна возраст, уписите се секоја сабота и недела, но можеме да направиме исклучок нели за некој кога нели не е слободен за сабота и недела, во сабота и недела и ќе направиме уште еден нели кој не е стигнал да се пријави, пошто нели кај нас се тоа е во 5 до 12. Да. И последниот да се викенд знаеме пред да кај почнеме. сме. Да, и ова е многу значено да го кажам, бидејќи Хесет е се уште едно наше малечко царство, иако имаме големо побарување и од другите општини, уште од пред 2 години, оваа година многу ме притисна. Ајде аеродром, кога Хесет ќе се отвори во аеродром? Се уште немаме капацитети и имаме само 25 слободни места, веќе неколку места се пополнети. Така да кој сака, тоа да побрза. му препорачувам да побрза си го фати своето место за оваа бајка да му стане реалност. А за следното гостување веќе да има и во аеродромот. Се надевам и во некој друг град, пошто и таму ни попара. Град, држава, аеродром ти е тоа, да. Моника, Марина, Моника, многу ви благодарам на ова гостување, многу успех и многу радост, затоа што знам дека со радост го правите ова и дека убаво ќе си поминете и вие на овој зимски распуст. Так, ви благодариме многу што не поканивте на вашата емисија и со огромна радост и љубов дојдовме затоа што еве јас сакам да споделам, вие водителке како водителка уште од дете кога бев многу ве сакав. Јас ти благодарам, ама тоа за мене не е комплимент, значи кога сум јас многу стара, што мо дете си ме гледала. Нема, вие тогаш бевте млада девојка која што мене ме мотивираше. Тогаш многу одамна, значи, па, гледаш дека си го врти на свој начин. Многу ви благодариме. Со огромна љубов дојдовме. Ти го исполнуваш условот. Марко има 12 години, може да појдеш таму. Може. Се надевам дека ќе отвори книга да чита. Сигурно.
Да се пошегуваме. Меѓутоа, јас само ќе кажам, срекни се овие дечиња со вас. Тоа, толку накратко од мене и посакувам многу успеси во иднина.